Добро вечер. Убава можност ова прекрасна манифестација која што вечерва ја одржуваме во прекрасниот амбиент на Етносело да ја отвориме со една убава песна. Бабино девојче, песна која што сите многу добро ја знаете, типична, карактеристична песна за овој крај, но овој пат изведена во оригинална изворна форма со гласот на Нино Величковски. Почитувани гости, драги пријатели, дами и господа, чест и задоволство ми е да ве поздравам и да ви посакам добре дојде на првиот балкански етнофестивал кој што се одржува во организација на Сдруженијето Етно Ризница. Би сакала на самиот почеток да го поканам председателот на Сдруженијето Етно Ризница, господинот Драги Митевски, да ни се обрати. Повелете. Почитувани гости, почитувани почитувачи на етномузиката, почитувани почитувачи на историското културно наследство кое во североисточниот регион го има во изобилие, дозволете ми само да ве поздравам и да ве посакам пријатна вечер на првиот балкански етнофестивал Денови на Балканска етно ризница. Да се чувствувате пријатно. Знам дека сте нетрпеливи да го слушнете музичкиот дел кој што за вас вечерва го подготвивме благодарение на организаторите, но секако и на учесниците. Само накратко на почетокот ќе ве запознаеме и со луѓето кои што се заслужни за организирање на овој прв балкански етнофестивал, Сдруженијето Етно Ризница, кој што е формирано пред една година и чија што основна определба е зачувување, негување и афирмација на фолклорното културно наследство од североисточниот дел на Македонија. Фолклорната традиција од овој дел на Македонија е пребогата со изворни народни песни, обичаи, орасо, народни инструменти. Определбата е Сдруженијето во текот на годината активно да издава, организира и да промовира своји нови проекти, со што ќе се даде значаен придонес во збогатување на културните настани во овој регион, во Македонија, но и во нашето соседство. Првиот проект е веќе реализиран. Првото CD издание од предвидената трилогија со 16 изворни песни од овој дел на Македонија, преработени во еден нов, помодерен етностил, отпеани со гласовите на многу популарни пејачки имиња од македонската фолк сцена. Најголем дел од овие песни досега воопшто не се снимени и затоа овој и наредните вакви проекти ќе представуваат едно вистинско фолклорно богатство. Повеќето од тие песни ќе ги слушнете и ќе уживате вечерва во нив заедно, нели, со нашите учесници. Ова е прво издание на фестивалот Балканска етно ризница и се надеваме дека ќе прерасне во традиционален, но и меѓународен карактер и секако ќе биде помасовен во наредните години. Во оваа пригода би сакала и да ја најавиме манифестацијата Шопска свадба, како дел од програмата на Сдруженијето, која ќе се одржи кон крајот на месец септември на единствениот локалитет Куклица. Една убава можност повторно да се дружиме и секако да се представи македонската културна традиција, едно богатство кое што практично е неисцрпно. И мислам дека е вистинско време, после оваа најава, да започнеме и со музичкиот дел. Нашите гости се веќе подготвени и на самиот почеток. Во првиот блок ќе го поканам Злате Антевски, кој што ќе го слушнеме со две песни, а веднаш потоа ќе настапи и Цане Петров со песната Облаче лебело. Уживајте!
Стојана, првата беше гркинка, втората беше бугарка, втората беше бугарка, третата беше глаинка. Гркинка вели говори, гркинка вели говори, земај мене Стојане, јас сам си много богата, ќе ти донесу таткове, таткове паре небројне. Земај мене Стојане, јас сам си много богата, ќе ти донесу таткове, таткове овце небројне. Глаинка вели говори, глаинка вели говори, земај мене Стојане, ја не сам много богата, ама сам много убава, ке сноси слика прилика. Стојан се врне до дома, Стојан се врне до дома, да си го праша мајчицу, мајчице, стара мајчице, дали да зему богато или да зему убаву. Стојане, сине, Стојане, Стојане, сине, Стојане, туге су паре проклете, богатство брго проди, а убавина излога до века, синко, до гроба. Konje mi kopa, konje mi kopa, anđe zesnu nogu. Angelino mome zesnu nogu. Mi skopa, anđe, mi skopa. Angelino mome, ogledalce.
se. Angelino mome pogledalce. Потребата од оригинални уметнички изразни елементи на македонската сцена го создаде ансамблот Македонија. Тие се вечерашни наши гости. Како доследен репрезент на македонската традиционална уметност, ансамблот започна со работа во 2012 година и активно твори со најдобрите студенти од одделот за етнокореологија при Музичката академија од Универзитетот од Гоце Делчев во Штип, како ученици од Државното музичко-балетско училишен центар Илија Николовски Луј од насоката за традиционална музика и игра во Скопје. Единствен во државата од ваков тип, ансамблот раководи со професионалци и стручен кадар од областа на традиционалната игра, традиционалните инструменти и традиционалното пеење. Она што ја отсликува неговата уникатност е репертоарската содржина, категоризирана според одделни орски и музички стилови, обработувајќи сценски адаптации од сите играорни подрачја во Македонија, како во обредната, така и во соборската традиција. Вечерва ќе ги слушнеме, односно ќе ги погледнеме со 4 сценски адаптации. Најпрвин ќе погледнеме сценската адаптација Седнал Марко с мајку да вечера од пределот Жеглигово, а кој што е во околината на градовите Куманово и Крива Паланка, предели каде најкарактеристично е епското пеење. Во најголем дел од песните опеане Крале Марко и неговите јуначки вештини. Играорните образци се играат ситно и енергично, а најтипични ораз се ситното, шопката, крсталјката и така натаму. Носијата е од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Преовладува бела боја со ситни везови по крајните делови, а најдоминантна е женската скутина наречена пешкир единичарен. Втората сценска адаптација, Китче ми падна, од планинскиот предел над градот Крива Паланка, кој што е населен со македонско-шопско население. Песните се пеат во 2 гласа, со силни извици и јасна мелодиска линија. Во овој предел честопати инструменталисти се јавуваат и жените, и тоа на жичениот инструмент кемане или гусла. Носијата е типично шопски вариетет, додека играта е ослободена од патриархалниот начин на изведба или поголема слобода кај жените во играњето. Време е да ги погледнеме и да ги поздравиме со еден голем аплауз членовите на ансамблот Македонија. Ја ќе ви запоју едну ајдучку песма, а ви ме добро чујте. Седнал Марко с мајком, вечер да вечера. Марко милно под мостак се смее. Стара
чу, кој не чу, ја отидо. Народе! Ајде, идемо, ајде. Чек. А бре, овој е стигнаја за Марко да пое. Ами овојде? Овој може да пое само за дрљачу и за пилу. Ало, Милораде, туга? Порева до потке, наше моме кротке. Порева до потке, наше моме кротке. Ледо, едо да ге ведо. Ледо, едо да ге ведо. Кировце!
владика прасе да си пасе, па постоја, па погледа, па му ману најде. И сече му едну ногу, много да не бега, гоце, 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 много да не бега. И сече му другу ногу, поарно да пасе, па постоја, па погледа, па му ману најде. И сече му едно уво, поарно да чуе, гоце, 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 поарно да чуе. Изврте му едно око на нишан да гаѓа, па постоја, па погледа, па му ману најде. И сече му гачурило, много да не рие, гоце, 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 и зеле гавуци. Следуваат уште две сценски адаптации во овој блок во изведба на членовите од ансамбл Македонија. Најпрвин ќе погледнете сценска адаптација Лазарице, обредни женски поворки во пределот Славиште, кои што се изведувале за празникот Свети Лазар. До последните години од 20 век се изведувале уште само во селото Луке. Денес тие се само во сеќавање кај постарите генерации. Овие поворки имале и значење за преодност од друг социјален статус, па од тука и се верувањата дека тие девојки кои годинава се Лазарице мораат таа година и да се омажат. Играорките се облечени во невестински носи, кои исто така ја покажуваат преодноста во другиот статусен период на невести. Веднаш понеја ќе ја слушнеме и ќе ја погледнеме сценската адаптација Чангулово. Орото Чангулово е карактеристично машко соборско оро од пределот Малешевија, поточно околината на градовите Берово и Пехчево. Динамичното оро во изведба на Тапани и Зурли, кои се јавува како пандан на тешкото оро од Мијачкиот крај. Започнува со бавно, балансирано играње кое постепено градира со побрзо темпо и динамични чекорења со подскоци и набивања предводени од првиот играорец. Ова оро може да се забележи и до ден денес на полетните малешевски свадби. Да ги погледнеме. Dobro jutro!
Не се знае ништо ова. Избегаме. Не знам ништо ти кажам. Пошто задржавање. Чекамо само секунду. Избегаме кадр, само секунду. Пошто не може да снимаме и да збори со време, избегаме.
Ова заслужува уште поголем аплауз. Ве молам да ги поддржиме, ќе ги видиме повторно на сцената. Мултикултурната димензија со животот и културните вредности и овој пат ќе бидат потврдени на ова прво издание на Балканскиот етно фестивал. Вистинско фолклорно богатство како можност за зближување и осознавање на различните традиции. Додека пак меѓународниот карактер ќе ни го потврдат гостите и учесниците од соседна Србија и Бугарија. Во наредниот блок најпрвин ќе ги поздравиме членовите на културно-уметничкото друштво Српски вес, кои што ќе настапат со неколку своји песни, а веднаш потоа ќе го поздравиме и ќе го слушнеме господинот Драган Драгаш од Србија, поточно од јужниот дел на Србија, Владичин Хан. Еве еден аплауз за него. Човек кој што е голем љубител и поддржувач на традиционалната музика, човекот кој што се дава максимално во негување и афирмирање на музичкото и фолклорното богатство. Тој ќе настапи со неколку своји песни и како последен во овој блок ќе го слушнеме Јаце Трифуновски со песни од проектот Етно Ризница, Стануј по падике и Белој доне. Уживајте, драги гости.
dušo, udade se Živka Sirinička, udade se Živka Sirinička. Udade se Jagodo, udade se draga dušo, udade se za Đorđa Đakovaca, udade se za Đorđa Đakovaca. Moguće da platim pa što zakasniti. Няма и Валя една изпуста, и се първо било обидbilo ранко на njega i Boša. Ajde, nemoj ti se stavaj, ajde. Като čuo Jagodo, като čuo draga dušo, като čuo Mika prizrelija, като čuo Mika prizrelija. Sipnu Mika Jagodo, sipnu Mika draga dušo, sipnu Mika, kaj da se pomami, sipnu Mika, kaj da se pomami. Pa otide Jagodo, pa otide draga dušo, pa otide pred Živkina vrata, pa otide pred Živkina vrata. Zašto Živke Jagodo, zašto Živke draga dušo, zašto Živke ti mene prevari, zašto Živke ti mene prevari. Ne sam niko Jagodo, ne sam niko draga dušo, ne sam niko, ja tebe varala, ne sam niko, ja tebe varala. Mene dali Jagodo, mene dali draga dušo, mene dali, me su me pitali, mene dali, me su me pitali.
Ružo rumena. Majka mi stara govori, nemoj da srce ti izgori. Srce te laže kada ti kažem da druge nema. Srce te laže kada ti kažem da je jedina. Ružo rumena, ružo rumena, zbog tebe nasna. Ja si bih dao kada bi znao da druge nema. Ja si bih dao kada bi znao da je jedina. Ružo rumena.
попадике, двор ја ги замети. Стануј попадике, двор ја ги замети. Ќоравли си попе, дека метлу нема. Ќоравли си попе, дека метлу нема. Попраду затресе, метлу му донесе. Попраду затресе, метлу му донесе. Стануј попадике, двор ја ги замети. Стануј попадике, двор ја ги замети. Стануј попадике, зелника замеси. Стануј попадике, зелника замеси. Ќоравли си попе, дека брашно нема. Ќоравли си попе, дека брашно нема. Попраду затресе, брашно му донесе. Попраду затресе, брашно му донесе. Стануј попадике, зелника замеси. Стануј попадике, зелника замеси. Стануј попадике, вино ми донеси. Стануј попадике, вино ми донеси. Ќоравли си попе, дека плачва нема. Ќоравли си попе, дека плачва нема. Попраду затресе, плачву му донесе. Попраду затресе, плачву му донесе. Стануј попадике, вино ми донеси. Стануј попадике, вино ми донеси.
чешнето. Sabajle, belo dole pa do večer. Toni, belo donela star pušti, ajde lejče Toni, belo donela star pušti. Повторно на сцената ќе ги видиме членовите на ансамблот Македонија. И секако тоа што го прави подвижен музеј, сценска слика на традицијата се носиите со кои ансамбл Македонија располага. Повеќе од 5000 оригинални облековни елементи и над 100 комплетни носи од различни етнички предели на Македонија, кои датираат од крајот на 19 век и почетокот на 20 век. Ансамблот отсликува различни модни стилови од историското минато на македонската култура, ала турка, ала франга, карактеристични за градските центри, кои како и носи од руралната средина во Македонија. Сега ќе имате чест и задоволство да уживате во една ревија на народни носи од повеќе етнички предели на Македонија. Можеме да започнеме и да ги погледнеме носиите кои што ни ги подготвија. Уметниците ќе ни презентираат автентични носи за свечени прилики кои потекнуваат од повеќе етнички предели на Македонија. Одликуваат со оригинални везови и текстилни елементи од крајот на 19 и почетокот на 20 век. Носијата која што имате можност сега да ја погледнете е од пределот Средорек. Многу интересни, украсни елементи на оваа носија, која што, како што рековме, е од пределот Средорек. Наредната носија која што имате можност да ја погледнете е од пределот Дебарско поле.
уште една уникатна изведба на традиционалните везови со кои што се одликува македонската фолклорна традиција. Уште една многу интересна народна носија од пределот Мијаци река. Едно живописно осликување на македонската традиција, нешто оригинално и автентично за овој предел Мијаци река. Ова е ретка прилика да уживаме во оригиналните македонски носии кои што се едно непроценливо богатство на ансамблот Македонија. Ова е носијата од регионот Мијаци Смилево. Нешто што не можеме секојдневно да имаме можност да го погледнеме, но затоа еве на оваа манифестација можете да уживате во ова прекрасно шаренило од бои и везови. Уште една народна носија, овој пат од пределот Мијаци Азот. Како што нагласив и на почетокот, уметниците од ансамблот Македонија презентираат автентични носии за свечени прилики кои потекнуваат од повеќе етнички предели на Македонија. Конкретно оваа носија е од Мијаци Азот. И сите носии се одликуваат со оригинални везови и текстилни елементи од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Уште една носија, овој пат од пределот Охридско поле. Оригинални облековни елементи кои што може да се видат само на нашите македонски носи од пределите кои што ги представуваат конкретно носијата од Охридско поле. Ја гледате носијата од пределот Струшки Дримкол. Оригинално, автентично и единствено, еден аплауз ќе ве молам. Следува носијата од пределот Огражден. Носи од повеќе етнички предели на Македонија, секој предел се одликува со своја карактеристична носија, карактеристичен вес и секако карактеристични украси и орнаменти кои што ги красат носиите. И после носија
носијата од пределот Огражден, да ја погледнеме и носијата од Скопски Дервен. Сите овие девојки ги носеле млади девојки и невести, како и овие прекрасни млади дами кои што вечерва ни ги презентираат носиите, а се членови на ансамблот Македонија. Вечерашнава модна ревија на носи со ансамблот Македонија го завршуваме со носијата која што потекнува од Овче поле. Еден голем аплауз за овој подвижен музеј и сценска слика на традиција со модната ревија и носиите на ансамблот Македонија. Продолжуваме со музика и настапот на нашите гостинки кои што ни доаѓаат од Бугарија. Ќе ги слушнеме Аделина Златковска и Симона Василева. Двете ни доаѓаат од Кюстендил, Бугарија. Ќе ни пеат изворни народни песни и тоа што е навистина за пофалба е дека тие се млади дами, но имаат голема желба и тоа го прават, да ја негуваат изворната народна музика. Аделина Златковска ќе настапи со песната на Старата чешма, а Симона Василева со песната Родна земја. Повелете. Stop.
с песен и беще о Маја. Ще поиска дай вода, сгрейнали очи, цвете с обич ще ми подари. Той обед ще ми даде, после ще ме отведе, и пред нас вода ще потече. Старата наша чешма, сребърни струи разлива, сякаш от тебе, мила майчице земя. Не вода, обичта ми извира. Старата наша чешма, всеки от нея отива. Отичи нежно в нашите сърца, идва тя с песента. Има много слънчеви земи, стоплещи човешките сърца, но с родната земя Бог ни е дарил и с любов я е благословил. Аз от детство я обичам, с нейните поля със златен глас, с нежно име я наричам, ти си ми една, мила родна майчице земя. Ти си нашата земя, рождена и единствена, ние твои родни сме деца. Ще те помним, ще те пазим в своите сърца, ти си нашата майчица добра. Ясно слънце, щом изгрее, ще проблесне твоята красота. В късна вечер, щом полъхне мека хладнина, ще напомня твоята доброта. Ти си нашата земя, рождена и единствена, ние твои родни сме деца. Ще те помним, ще те пазим в своите сърца, ти си нашата майчица добра.
Ансамблот Македонија е вистински репрезент и чувар и представувач на нашата културна и фолклорна традиција. Нивните настапи представуваат предизвик за гледачите во музички и мисловен смисол. Бе истакнале првата награда Гран При на меѓународниот фестивал во Полска во 2015 година, турнеите во Холандија, Турција, Србија, Албанија и Јапонија, како и целовечерните концерти во скоро сите градови во Републикава, каде што вообичаено публиката секогаш е на нозе кога настапува ансамблот Македонија, така и вечерва со вашите аплаузи го потврдивте квалитетот и богатството на сето тоа што тие ни го презентираат. Вечерва ќе ги погледнеме уште еднаш со сценската адаптација Ајде зајди зајди од пределот Овче поле, кој што е сместен во централниот дел на Македонија. На овој простор се јавуваат многу културни влијанија, па затоа тука може да се согледаат повеќе културни слоеви. Посебно интересни се ората кои се изведувале во овој предел како потрчулка, арнаут, џонка, крстач, а посебно интересно орото вртелешка кое се игра паровно помеѓу маж и жена и представува реткост во сите краеви во Македонија. Еден аплауз за ансамблот Македонија. Mene mi dode
Молам уште еден голем аплауз за членовите на ансамблот Македонија кои што ни ја збогатија вечерта со своите настапи. Мултиетничкиот карактер на оваа манифестација го потврдивме и вечерва со настапот на нашите гости од кои што ни представија музика и фолклор од повеќе етнички предели на Македонија, секако со посебен акцент на песните од североисточниот дел на Македонија, но и со гостувањето на нашите гости од соседна Србија и Бугарија. Уште еднаш ќе го потврдиме мултиетничкиот карактер на оваа манифестација со представување на културно-уметничкото друштво Бајрам Шабани од Куманово. Граѓанско здружение основано во 1945 година, минатата година го одбележаа својот 70 годишен јубилеј. Добитници на многу награди и признание и секако една од најзначајната ноемвриската награда на град Куманово во 2015 година. Во друштвото работат повеќе секции, а младите и граѓаните од Куманово и околината имаат можност да ги изразат своите таленти и љубовта преку кон музиката и фолклорот, а секако на тој начин да се збогати културно забавниот живот во градот. Од културно-уметничкото друштво Бајрам Шабани вечерва наш гостин и представник е господинот Нуредин Сетаху. Ќе имаме можност вечерва да го поздравиме и да уживаме во неговата изведба на сплет албански народни песни. Еден аплауз за господин Нуредин Сетаху. Ora eu nu păribam, se fălăm za pesnut viece i tu ja sama. Mora rugan aman me ukthy, bash vëllën zënë përsëri. Mora rugan aman me ukthy, bash vëllën zënë përsëri. Ora jo nuk më qortoj, me si deza më shiqoj, se fëllën za 15 vjeç që mua më dashuroj. Ora jo nuk më qortoj, me si deza më shiqoj, se fëllën za 15 vjeç që mua më dashuroj. Shiqoj, se fëllën za 15 vjeç që mua më dashuroj. Ora jo nuk më qortoj, me të deza më shiqoj, se fëllën za 15 vjeç që mua më dashuroj. Hala stëra dashni që kemi pa, hala
Кон крајот на вечерашнава манифестација ќе имате можност да слушнете уште две наши познати музички имиња кои што ќе настапат со песни од проектот Етно Ризница. Ќе ги поздравиме со еден голем аплауз Благица Павловска и Владко Алексовски.
вечер на сите. Добро вечер Етно Ризница. Поздрав до организацијата од срце.
Добро вечер, Етно село, поздрав до сите присутни гости во овој прекрасен етно комплекс. Уживајте во убавите македонски изворни песни. Sam slunce jagodo mori, da sam slunce jagodice mila, da sam slunce, ja znam vek da grem, da sam slunce, ja znam vek da grem, ja bi grejal jagodo mori, ja bi grejal jagodice mila, ja bi grejal dole pod budima, ja bi grejal dole pod budima. Tam se gradat jagodomori, tam se gradat jagodice mila, tam se gradat do dva manastira, tam se gradat do dva manastira. Zid mi zidat jagodomori, zid mi zidat jagodice mila, zid mi zidat sve mladi ergeni, zid mi zidat sve mladi ergeni. Gredino sad jagodomori, gredino sad jagodice mila, gredino sad sve mladi nebesni, gredino sad sve mladi nebesni. Pokriv turat jagodomori, pokriv turat jagodice mila, pokriv turat sve mladi devojki, pokriv turat sve mladi devojki. Благодарам. Драги пријатели, драги гости, овде ќе ве поздравам. Ќе ви се заблагодарам за вашето присуство вечерва. Од мое име, вашиот вечерашен водител Сузана Апостолова и секако од името на Сдруженијето Етно Ризница. Вие бевте дел од првото издание на Балканскиот етно фестивал. Ние ја потврдивме нашата намера за зачувување на културните,
фолклорните, музичките, традиционални вредности. Продолжуваме понатаму и ова нека биде, овој крај на вечерашната манифестација нека биде најава за наредното ново второ издание на Балканскиот етно фестивал до година. До тогаш да бидеме живи, здрави и весели и да негуваме македонската и воопшто да негуваме традицијата. Пријатна вечер и се гледаме до година.